Почитувани колеги, почитувани граѓани, јас на вистина за една ваква измена на Законот за работни односи очекував да се јави представникот на Министерството за труд и социјална политика, во случајот заменикот министер за труд и социјална политика, и да образложи од кои причини предлага измени на Законот за работни односи и од кои причини, по кој знае кој пат изминативе 8 години се удира врз работничките права и се кратат работничките права. Пред да почнам да зборувам по законот, јас уште еднаш од ова собрание да упатам апел до министерот за труд и социјална политика, кој што е нов, а се уште во ова собрание го немаме видено, да дојде и да даде отчет за својата работа. Не го прави тоа нити на комисија, не го прави тоа ниту во собрание, но затоа па го прави на терен во наводници добротворни цели, наместо како министер за труд и социјална политика да води политика на државата за заштита на сите ранливи категории на граѓани со активни мерки и политики, а не со носење на пакети по одредени семејства. Затоа што за пакети веќе се многу семејства во Република Македонија, а не само оние кои што ги даваат на телевизиите, кои што се како, телевизиите кои што се под влијание на оваа власт. Почитувани граѓани, што се предлага со измените на Законот за работни односи? Со измените на Законот за работни односи се предлага застарувањето за повреда на работните обврски и дисциплинска мерка, да може работодавачот да покрене дисциплинска постапка или да му изрече престанок на работен однос од лични причини според Законот за работни односи, наместо сега во рок од 3 месеци од денот на дознавањето на фактите, сега ова застарување се зголемува на 18 месеци. Замислете, од 3 месеци на 18 месеци. Или објективниот рок, како го викаме во правото, од моментот, односно првиот беше субјективен рок, објективниот рок од 6 месеци на 3 години. Можете да замислите каков мобинг ќе е тоа врз работниците. На Комисијата за труд и социјална политика му поставивме прашање, исто повторно и тогаш беше заменикот министер, затоа што министерот бега од собранието, врз основа на каква анализа е направена оваа измена на законот. И знаете што беше одговорот? Затоа што така бараат стопанствениците, затоа што така бараат работодавачите. А каде се во приказнава работниците? Дали некој ги прашал? И повторно на прашањето, дали ги прашале работниците што мислат за оваа работа, беше одговорено дека овој закон не е поминат на економско-социјалниот совет. Таму каде што учествуваат или партиципираат во креирањето на политиките, во донесувањето на одлуките, и овој каков таков синдикат. И сега, има ли исполнето услови да решаваме овде како собрание да донесуваме една ваква законска одредба со која што уште еднаш по кој знае кој пат, ќе повторам, се крати, се удира сатарот на правата на работниците. Знаете што ќе значи ова? Ова ќе значи дека нема потреба од законот за мобинг. Зошто го донесовме законот за мобинг и зошто толку синдикатот беше задоволен од донесувањето на законот за мобинг, кога со овие законски измени на Законот за работни односи ние воспоставуваме законска основа за мобинг. Знаете што значи еден работник да направи некаква ситна повреда на работната дисциплина и да може да биде уцемнуван, мобингуван и под притисок 3 години од страна на работодавачот?
И тогаш, зошто ние, јас се прашувам, законот за работни односи? За какви права од работен однос тогаш зборуваме, ако работниците ќе работат во Грч 3 години од сторувањето на било каква повреда? И за каков синдикат овдека зборуваме, иако знае, беше повикан од страна на членовите на опозицијата на Комисијата за труд и социјална политика да се произнесе, да го види законот, затоа што е ставен на веб страната, затоа што не му поминал, не учествувале на економско-социјалниот совет при срочувањето на ваквата измена, да се огласи. И замислете, го нема никаде синдикатот, а се огласи дека еве владата се грижи за бремените мајки и ќе им даде наместо 9 месеци, уште 3 месеци за породилно отсуство, но тоа породилно отсуство секако нема да биде платено. После 2 дена излезе и министерот за здравство, па кажа дека здравственото осигурување ќе биде платено. Почитувани колеги, а особено почитувани колешки, кога водиме кампања и вие и ние, кога бараме поддршка од работничките, затоа што овдека ќе бидат голем број на работнички кои што работат и работници секако, меѓутоа пред се ние ги представуваме прво работничките, работнички кои што работат во конфекции, во фирми каде што нема основни услови за работа, да бидат мобингувани, да бидат под стрес, да работат се што ќе му каже работодавачот, затоа што имаат закана дека за една ситна повреда на работните обврски може да им престане работниот однос дури и после 3 години ако му текне за тоа на работодавачот. Па ова, почитувани колеги, не било во среден век. Како ќе излезете и ќе им објасните на оние кои што ве поддржуваат, за кои што во време на кампања зборувате дека ќе се залагате за заштита на нивните права, на работниците, од кои што навистина добивате поддршка да седнете во овие клупи. И навистина го прашувам заменикот министер, затоа што не можам да го видам министерот за труд и социјална политика. До кај ќе одите со ова ускратување на работничките права во време кога навистина постојат стандарди, конвенции, директиви од Меѓународната организација на трудот за кои што сме должни да ги почитуваме? До каде ќе одите со ваквите ускратување на правата? Изминативе 8 години сте направиле масакр од законот за работни односи и правата на работниците. Јас само ќе спомнам неколку. Почитувани колеги, ние веќе во законот за работни односи заради ВМРО, ДПМН и парламентарното мнозинство немаме одредба што тоа значи ноќна смена. Не е дефинирана ноќната смена затоа што така сака ВМРО, ДПМН. И се враќаме назад во среден век. Основно работничко право. За време на владење 8 години на ВМРО, ДПМН намалено е време траењето на годишниот одмор. Укинато е скратеното работно време за инвалиди. Оставен е еден услов за пензионирање, иако во сите држави има флексибилни услови за пензионирање. Нема заштитна одредба за прогласување на технолошки вишок и работникот, односно работодавачот може денеска да го прогласи еден работник за технолошки вишок, а утре повторно да си прими некој друг. Правото на паричен надоместок во случај на престанок на работен однос заради технолошки вишок од 5 години го намаливте на 18 месеци. Процентот на исплата на плата за боледување од 85 на 70%. И уште да не зборувам за заштитата при работа, да не зборувам за останатите права. Јас поставувам прашање. До кога сократењето на работничките права?
Овој закон, господине заменик министер, порачајте му на министерот. Навистина не смее да помине.